Прв позитивен случај ке просветен работник во Каменичката гимназија Миле Јаневски Џингар. Станува збор за професорка која секојдневно патува со автобус од Делчево до Македонска Каменица. Според информациите од епидемиолошката служба при здравствениот дом Гоце Делчево Делчево, станува збор за асимптоматичен случај на COVID-19. Директорот на оваа гимназија, Круме Стојановски, ја исклучува секоја можност нивната колешка да станала позитивна во зградата на гимназијата, каде според него се спроведуваат најстроги заштитни мерки. Сметаме дека лицето се нема заболено во нашето училиште, инаку одржуваме онлайн настава како и најголемиот дел на училиште во Република Северна Македонија. Значи, според известувањето, последен контакт со лицето имавме во средата на 30 септември и од тогаш лицето работеше од дома. Според неговото кажување е асимптоматски случај, значи без симптоми, со мало покачена температура, извршено тестирање и резултатот е позитивен. И како училиште, што може да сториме е да наставниците со кои што патувале во последните денови, значи од работен ангажман кај нас, ги оставивме да наставата ја вршат од дома со тоа што, значи да видиме, ги преземеме сите мерки на предпазливост. Директорот напоменува дека сите лица кои биле во контакт со професорката од денес се наоѓаат во самоизолација, особено лицата кои патувале во автобус од Делчево до Македонска Каменица. За сега ниту еден средношколец не е ставен во самоизолација. Инаку од вчера во изолација се и 10 ученици од второ деление од основното училиште Кочо Рацин од село Подареш, општина Радовиш, откако нивен соученик е позитивен на COVID-19. За сега во ово училиште нема наставници кои се заболени или се во изолација. Од вчера во изолација е еден ученик од основното училиште Ванчо Браке од Штип и едно од Кирил и Методи Кочани. Од центрите за јавно здравје се следат алгоритмите и за нив не се дадени препораки за изолација, бидејќи ги почитувале мерките за заштита. Двајца наставници кои работеле со физичко присуство во основно училиште Гоце Делчев и еден ученик се позитивни на вирусот COVID-19, а 39 деца од истото училиште од вчера се превентивно ставени во изолација.